62 година, 6-9. Тачно знам кога се фатени, затоа што беа на мене, ти ви реков за крштенка да се прави. И до сега 35-6 години, колку се, од сите тие риби, 17 што беа, имам уште 3 парчиња од нив. Ево, ова е Мишко што ми е, тие ми се, еве, овие, сите тие ме знаат као да разговарам со децата, као што идам од порта, така исто состим си правам муавет. Кога ми е најлошо, ми е најтешко, ја кајним ке си дојдам и си прикажувам као некој од порта, ако чуе ќе рече овој шо прави, си прави муавет со некој. Јас сум Никушев Ангел, роден сум во Велес. Сето моје детство и младоста ми е помината повечку овде поред Вардар. А за сета среќа, па и тука сум скоро и жене. Другари сме биле 12 души. После секоја игранка, после матине забава, ќе си идеме одгоре, Вардар бил чист као кристал. Сме се бањале од Железен мост до Јаниташ, доле сме оделе Мало Вардарче и сето тоа. Вода, ако ти се пие ноќеска и водичка можеш да се напиеш, толку бил чист Вардар. Че после секоја игранка навечер, другарите ќе собереме, имам тука другар близко што седи, кај него ќе ги оставиме јалиштата и уште едно бањање ќе си направиме пред да си одиме дома. И тоа значи Вардар бил од секој пат врзан зошто за сите Велешани. Тоа било убавината на градот. Имавме плажа кај Железен мост. Од Железен мост до Јаниташ било сето скроз наредено со младина. Млади, машки и женски, немало тога езера, немало кај да одиме на годишен одмор, па сето тоа сме окористеле поред Вардар овдека. После сето тоа овдека имав јас една жена ми што е сега, тука седи одма поред Вардар. Сме иделе, сме правеле серенади, многу пати сме биле и со вода испрскани како ерѓени озгора. Еднаш добро паметам, еден другар имав армоникаш. И само што почнавме да пееме, поштар еден чичко Тоде тука живееше, и ние само што почнавме да пееме и озгора не наградија со еден леѓен со вода низ бања, почна тој да плаче во армониката и не беше наша армониката, сета ни ја истопи и сето тоа така. После сето тоа било среќа, пак од тука и се оженив. Од тој зид тука и риба си фаќавме. После како вереница на жена мајката и беше многу мераклија за риба фаќање. Дедо ми не, али жена ми, мајка и беше толку од зидот ќе фрли 2-3 оловки у Вардар. И ноќеска цела ноќ увото и вака на пенџерето и сеќава ако нешто има дрвнато. Она имаше фаќано сомови по 20, по 30 кила, кој ќе стане са вали ќе не викне цело корито полно со риба. Али имало риба, тога и многу риба имаше. Јас еве после како се оженив, риба почесто си фаќавме и ми се роди 62 година синот и требаше да правиме крштенка за него. Ама кумот и сите тие се стилија ќе имали вардарско рибче за мезе. Ја викам ќе има, ако нема милум, ќе има силум, важно ќе најдеме риба, ќе фанеме. И тргнавме двајца со уште еден од другарите на сите овие канали кај што се. Пошто Вардар бистер, риба имаше многу, али тога ете за наша среќа малку риба се погоди, 6-17 парчиња колку беа и таа риба си однесе дома, остана жива.
И така, дојдов од дола од Вардар, беа стана се 17 парчиња, а беа наменети специјално да се фаќаат за крштенка да се прави за синов. Кумот риба па риба ќе има. Фанавме нешто, али ти реков 17 парченца беа, гости може да има 50 души. Што ќе правиме со оваа риба? И се остана таму жива и јас ја пуштив тука. Овие риби живеат 40 години, 39 години, затоа што е природна вода. Оваа вода е природна, извира тука испод собата. И од времето кога е купена уште куќата, имало риба. Тоа е како традиција една, али било овдека не беше како што е сега направено, него беше мермер, одпред мермерна плоча, малечко беше аквариумчето и таа риба погина што погина и јас после наставив да чувам риба. Историјата за оваа вода, риба, водава што да ви раскажам, куќава е купена од татко ми 25-та година, само због оваа вода. Затоа што сме живееле со стока, сме имале коњи и работел со скола, со тоа не гледал таков друг стога, животот и така, али затоа се барало куќа да има вода, било каква вода да има, само да има за стоката, затоа што во Велес имало спротив една пумпа или од црква или од некаде сме чекале со сати, колку сме чекале за водичка за пиење. А овдека било секој пат тебе вака вода. Никој пат ни повечко, ни помалце вода доваѓа. Значи тоа е принцип од каде е, што е тоа изворот, не го знаеме фазла од под собата таму кај што живееме, едно 6-7 метра, тука и е изворот. Кога реновиравме куќава, тогај направивме така малце едно бетонско, од кај што иде вода од Карпата. И од тука натака и ставивме цевки, а имаше цевки, старовремски грнчарски цевки, од по 25-30 сантима колку биле тие, и секе се напални, што имаше тука смокви, тополи, дрва, ќе се напални парцелта годишно еднаш, ќе мора да извртиме, за да може водата пак да се врати назад. Кој ќе извадиме парцел по 4-5 метра. И тога не сме знаеле каде и што е. Сме имале од неја и доста штета, влага сме имале во собата, затоа што немало цевки како сега што има. Сега, пример, има стаено цевки, солонитни цевки со спојки, со гумички, стаено е се и немам никаков проблем во куќата. А порано имало влага во собата, имало се, душемето се скапуело се, али се поднесувало због водата. Целото мало овдека портата не била никаква затворена. Секој си полнел водичка доека, не се стави оваа природна вода. А, бре, Мишко, чекаше да дојдам, нели? Оди, на, ела. Мишко, едва ме чекаат завалите да дојдам ја и сите им даваат по малку храничка, ама мене ме чекаат да дојдам. Со душа чекаат само да звончето да ми тропне на портата и да се прокле мене. Вики, на, ајде. Више. Кога ми е најголем проблем, ева види, кога ми е најголем проблем, они душата ќе ми е да си поиграм вака со осни малце и сето гајле, сето онакво ќе ми помине. За да живее оваа риба, навистина треба вода чиста. Му се деси, пример, на синот кај мене, на истиот што се фатени кога е он роден, со него што се врснички, да нешто правеле тука, се миеле со некој сапун, нешто, и моментално рибеве почнаа да се осеќаат незгодно, да рипаат, да надуват и ги ставивме во кадата, за да се ичисти корицето, за да не повторно пак да ги вратиме назад. И сето тоа докажува дека колку е оваа вода, зошто живеат они, затоа што е природна водата. Само што ги ставив во кадата за року пол сат или 4-5 парчиња, најубавите што ми беа, ми умреа. Помалете преживеа, сите поголеми парчиња и умреа. Ги чистивме, ги онадивме, ги кобајаги да ги пржиме, ги испрживме, ги исплакавме со жената и
Од ним уопште не каснавме. Значи од се до денеска ние од овдека риба немаме каснато. Само имам до уста ставено и расплакано и... Ајде, Мишко. Ајде, ела, Мишко. Ајде, ела. Ела да видам ја вас шо ви. Мише. Бргу ќе се делиме со смене, ја и ти изгледа главата нешто. А липна ти стануе полека. Мики, ела, кајде, ела да те видам. Ајде, ела да каснеш вака, ела. Ајде, оди, еве го. Не ќеш да ме послушаш. Ајде, Мики. Понекој пат се и они таксиратни, па некој пат кога јас не сум дома. Али риба може она да живее и без многу јадења, може и многу да јаде. Мики, наеднава ми е нешто, окцето е бело. Брзо ќе си одиш и ти у Вардар пак што си била, ама таму не ќе ти биде вака, кој ша одиш те гледам ја вака да ти фрла некој јадење. Таму јадицата ќе ти биде крај, или водата па ќе те затруе, Мики. Вардар сега е многу загаден, ја ги пуштам назад, ама дали они остануват живи или не. Да видите една историја, две наеднаш ги носе во Вардар, ги пуштам. Едната под депресија, како е водата, ја привлече, си отиде веднаш. Другата отиде за едно 5-6 метра во Вардар и се врати назад. Само е што ја измилува, вака измилува и као штука отиде и више неа видов. Значи, толку ме сакаат, дури по миризбата ме знаат, кој што вика некој на којето, кој ќе влезам уште од портата. Сега, Мишко, дојде време да се разделиме више. После 39 години ќе треба да се разделиме, да се вратиш пак кај што си дошол на истото место. А како ќе ти даде Господ, Мишко, така да бидеш. Важно од моја страна те изгледав, те изчував, од 50 грама малечко, и сега ќе си одиш пак кај што си дошол. Тешка ми и мене разделбата, Мишко, ама нема, природа си е природа. Аќа Бигор, овдека од водата, морам да чистам. Шом си го затворил, треба и измет да му правиш. Ако не ќеш да го раниш и измет да му правиш, пушти го Вардар, нека си оди. Откиш да си дошло живинчето, а шом си го затворил, треба и измет да си правиш. Вака лете, зиме, да ми чистиш малкуцка, и ним би било, и мене ми било. Гледа. Ей, на срцката. Срцка. Така, ела, ходи. Ай, на, така. Да го чешкаш, да го милуеш. Ако е рибчан, сака да го милуеш, он, живинче. Така, сека. Сега, Мишко, ти ми остана најпосле, ама изгледа дојде времето, кога треба јајте да се разделиме више. Ајде, Мики, иста старост, никој да не ќе. Ајде,
Ajde, od kaj si došao, Buču će te vratiti nazad. Vreme bojišta. Dosta sam te neguju, 38 godina. Сега пак и си се вратиш назад. Времишко, време заедно сме се, ще си одиш. Не го ядеме, ке си оди пак во Вардар сега назад. Ще е мирно. Мирен си е, си живе. Ке си оди назад, се радуе и он ке си оди ке другарите шо. Да, имал се по-балон, еде пут. Мълчите ме. Мишко, дојде времето да се разделиме. Беште чував те ране во чиста вода. Сега гледај во какво ќе те пуштам, али тоа е природата, како ќе ти даде Господ, така. Од моја страна 36 години те гледав, те чував, сега дојде време да се разделиме. Ајде да ми си одиш од тука од кај што си ми дошол. Ајде, Миша. Ajde, duša, ajde. Ajde. Това е било пишено, да си одиш, кај што си дошол. От тука си ми ще дойде, ajde. Среќен да ти е патот. Ела, неќе да си одиш. Ела кај мене пак, ела. Ела вам. Ела диш, ела. Неќеш тука да живееш, нели? Оди, иди. Нели? Сакаш да те милуват? Ајде.
Ajde, Miško. Ajde, vodi mi se, ajde, vodi mi se, ajde. Ajde, vodi mi se nadam, ajde. Ajde, ajde, ajde. Ajde, srećno neka ti je. Srećno da ti vidi, Miši. Сега е това. Како ќе ти даде Господ Мишко, така натаки. Ајде се наиво. Ајде. Неќеш да си одиш од мене, неќеш да се разделиш. Неќе. Ела, ајде, оди. Ела, Мишко. Оди. Не му се бендисуе водата и неќе да си оди натаму. Испадни, ала во ќесево, пак ќе те носам дома. Ајде. Ајде, Мишо. Ела, оди, Мишко, оди. Оди. Оди, 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 оди. Вардаре, од изворот бистер, над Гостивар горе, ти си наш Вардаре, до Егејско море. Течи, реко, течи. Ево го Мишко, пак ми доаѓа, неќе да си оди. Сака пак дома да си оди. Ево го Мишко. Ајде, Мише. Неќеш, Мишко, неќеш. Сега више ќе си оди. Шом го измилував и ќе си оди за последен пат. Ајде, Мишко, ако неќеш ќе те носам пак дома. Ако неќеш да си одиш, не го гледам јас каде ми побегна. Кај ми се скри. Замина.